Проектот Македонија вработува ги дава очекуваните резултати во Североистокот, вработени 604 лица. Ќе се пролонгираат роковите за легализација на дивоградбите. Прага домаќин на состанокот на министри за надворешни работи и прашки Европски самит. Втор пораз за Куманово во ФИБА Еврокупот. Добро вечер, тредневник на К3. Компанијата Жито Маркети донираше перници и прекривки за Кумановската општа болница. Од болницата апелира до останатите компании да го следат примерот на ова и да донираат за болниците низ држава. Перници и прекривки денеска доби општата болница Куманово од компанијата Жито Маркети. Овој болнички материјал ќе биде дистрибуиран до сите оделенија со акцент на акушерското. Директорот на болницата се заблагодари на компанијата и апелираше до останатите фирми од Македонија да го следат овој позитивен пример. Донацијата се состои од 100 перници и 100 прекривки. Ова донација е од голем значај за нашата болница и ќе помага да пружаме што поквалитетни здравствени услуги кон нашите пациенти. Истовремено дополнително им се заблагодарувам на Жито Маркети дека не одбра нас овој пат и тоа што го направија за нас. Дополнително ќе апелирам до нашите сограѓани и кон другите македонски фирми за да спроведат и односно да ги поддржуваат ваквите хумани акции и да помогнат на нашите болници, бидејќи ова е општо добро за сите и со тоа уште еднаш на представителот на Жито Маркет му се заблагодарувам за оваа голема донација за нас. Компанијата ја спроведува оваа акција преку нивната кампања "Навика да добивам повеќе", која се состои од донирање на неопходен болнички материјал кој е баран од самите здравствени установи. Од компанијата потсетија дека ова не би се случило доколку потрошувачите не ја користат нивната лојална картичка. Врз основа на кампањата за општествена одговорност на Жито Маркети, после донациите кои што ги имавме во Велес, во Кичево и во Кочани, денес сум посебно среќен што сме наоѓаме тука во Куманово и што можеме да излеземе во пресред на барањето за донација на јавната здравствена установа општа болница во Куманово. Ја користам приликава да им се заблагодарам на сите наши потрошувачи кои се членови на нашата лојална картичка, кои платформата "Навика да добивам повеќе" ја издигнаа на еден повисок степен што ни овозможува да донираме за општо добро во заедницата. Ова е четврта донација на Жито Маркети. Предходно компанијата донирала на болниците во Велес, Кучани и Кичево. Самостојниот синдикат на Клинички центар најстрого го осудува вооружениот напад на доктор од Универзитетската клиника за дигестивна хирургија и констатира дека нападите на докторите и останатиот медицински персонал се зачестени и во континуитет во Република Македонија. Но ваков инцидент сличен на дејствие од акционен филм е незапаметен во здравствената практика во Република Македонија, стои во официјалното соопштение до медиумите. Солидарност кон докторот кој беше ранет со 3 куршуми и револт кон немилиот настани кон понижувачкиот статус на докторите и другиот здравствен персонал, упати од лекарската комора во Куманово и Крива Паланка, се залагаат за донесување на закон одобрен од министерот за здравство со кој најригорозно ќе бидат санкционирани сите оние кои ќе направат акти на насилство врз медицински персонал, при тоа осудувајќи ги сите негативни написи за најхуманата професија. Со мерките од проектот Македонија вработува во трите најголеми општини од североисточниот регион Куманово, Кратово и Крива Паланка досега се вработени вкупно 604 лица, додека на територијата на државата досега се вработиле 8756 лица. Поволностите од Македонија вработува ги искористиле над 4000 компании, а значаен е интересот на фирмите и за останатите мерки од оперативниот план на владата на Република Македонија за 2015 година, со која голем број невработени го решиле своето екзистенцијално прашање.
Со мерките од проектот Македонија вработува во трите најголеми општини од североисточниот регион Куманово, Кратово и Крива Паланка досега се вработени вкупно 604 лица, додека со овој проект на територијата на државата досега се вработиле 8756 лица. Поголностите од Македонија вработува ги искористиле над 4000 компании, а значајен е интересот на фирмите и за останатите мерки од оперативниот план на владата на Република Македонија за 2015 година, со кој голем број невработени во најголем процент млади го решиле своето екзистенцијално прашање, пред се преку мерката за самовработување со грант. Во последно време фирмите се заинтересирани за бенефитната мерка Македонија вработува, со која ги ослободуваме од придонеси одреден период, истакна директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски на 7-миот сајм за вработување кој на 11 ноември се одржа во Куманово. Во Куманово, рече Поповски, од 27 април досега вработени се 456 лица со Македонија вработува, во Крива Паланка 126, а во Кратово 22 лица. Работодачите секој се интересирани во оние мерки кај што имаат можност пред се да го обучат работникот, а потоа и да го вработат. Нормално сега во последно време многу се заинтересирани за она бенефитна мерка што е Македонија вработува, во која што ги ослободуваме од придонеси во нареден период. До сега го искористиле 8756 работници се вработени со оваа мерка. Над 4000 компании се вклучени во оваа мерка, со тоа што бројката секој ден се зголемува. Само во Куманово со Македонија вработува, значи од 27 април до сега се вработени 456 лица. Со не е мал број. Во Паланка се околу 126, во Кратово околу 22. Со тоа што зависно од економијата, кој што е степенот на развој на економијата, во овие места така се има побарувачка на овие мерки. Според Поповски значајен е интересот и за другите мерки. Најмногу за грант за самовработување, кредит за самовработување, кредити за дополнителни вработувања, субвенции во делот на ранливите категории. Другите мерки кои што мислам дека секогаш има голем интерес, тоа е грантот за самовработување, кредити за самовработување, дополнителните кредити за дополнителни вработувања кои што ги имаме, потоа имаме дополнителни средства во вид на грант за вработување, субвенциите, поготово во делот на ранливите категории во кои што имаме повеќе можности за искористување, е повик да сите работодавачи доколку се уште не се вклучили, имаме средства може да се вклучат, така да и во наредниот период со новиот оперативен план за 2016 година ние дополнително ќе помогнеме на стопанството да закрепне и за сите оние што имаат идеја за бизнис да им помогнеме да отворат свој бизнис. На форумот со работодавачите кој се одржа во рамки на сајмот за вработување беше презентиран оперативниот план на владата на Република Македонија за 2016 година. Истиот ќе овозможи со нови мерки и дополнување на постојните да се помогне стопанството да закрепне, а според Поповски сите кои имаат иновативна идеја да добијат дополнителни средства за отпочнување собствен бизнис. На форумот Поповски нагласи дека со сугестиите од граѓаните и работодавачите проектот Македонија вработува е адаптиран на микрониво, а мерките од оперативниот план за следната година се прошируваат во директна соработка со бизнис секторот. На форумот присуствуваа 60 на представници од компаниите од регионот, кои директно се информираа за активните мерки за вработување кои може да ги ползуваат, а дел од нив го споделија своето искуство за бенефитите од мерките кои им помогнале да го направат првиот чекор во основање самостоен бизнис, пат кој е макотрпен и трнлив, по кој се стигнува преку многу работа и посветеност. Имам искористено првото самовработување од 1, сега сме 25 вработени. Така најпрви не отворите компанијата? Да, со самовработување бев единствена. Колку време ви требаше за да ја проширите вашата дејност? Па 3 години. За 3 години ние поминавме од микро во средно предпријатие. 7-8 години имам работено во другите фирми, од нив земав искуство и после се решив самата со самовработување и мислам дека доволно успеав. Како е да се биде сам свој газда и дали е напорен и трнлив овој пат? Напорен е и трнлив, али убаво е. Убаво е. Значи само со труд, со упорност и има резултати. Според тековните мерки на Агенцијата за вработување на Република Македонија, компаниите можат да аплицираат за добивање лиценца за обучувачи. Поповски најави и намалување на административните бариери со кои се соочуваат работодавачите преку издавање онлайн потврди со електронски потпис, кое се планира да отпочне од јануари следната година. Инаку, во општините од регионот, најатрактивна мерка од Агенцијата за вработување на Република Македонија, која истовремено и најискористена, е мерката за самовработување со грант, неповратни средства во висина од околу 3000 евра. Во Куманово досега со самовработување вработени се 69 лица, а по оваа мерка компаниите ги користат и бенефитите за субвенционирано вработување. Во Крива Паланка исто така е најзастапено самовработување со грант, додека во Кратово предничат мерките за субвенционирано вработување и практиканство кај познат работодавач.
Со свечена седница на Советот и други пригодни настани, вчера и Старонагоричане го одбележа денот на општината. Беа доделени награди и пуштен во употреба новиот плоштад. На датумот на кој што градот Куманово го празнува ослободувањето, Старонагоричане го одбележуваат денот на општината. По тој повод, општина Старонагоричане вгости многу пријатели како и добронамерници. На свеченоста беа поканети градоначалници како од Македонија, така и од соседна Република Србија, како и многу други представници на организации и здруженија. Свеченоста беше одржана во основното општинско училиште Светозар Марковиќ со пригоден говор на градоначалникот и доделување на ноемвриски награди. Ова беше одлична можност првиот човек на општината да се пофали со веќе реализираните и со планираните проекти. Остана, значи, уште работите поврзани директно со црквата што треба да ги изврши Националниот конзерваторски институт, али оние другите работи се заврши, не денеска и свечено и плошадот ќе го отвараме, кој е дел од овој проект. Исто продолжи со работа, значи почнеме со реализација на проекти овој што имаме за зачувување на правата на малцинствата, значи формираме подружница на Културно-уметничко друштво Српски вес. Еве направивме напори конечно и патот никој начело пек се асфалтира, уште некои додатни работи имаме, се надеваме овој месец, значи ќе го пуштаме и него во употреба, тоа е пат во должина 3 км. За гледачите да кажам дека имаме веќе 5 асфалти аплицирано со проекти. Двата асфалта се по километри 200, тоа јас го кажав и на свечената седница сега. Тоа се во Еребичарци и во Пелинце према Враготурце по километри 200. Тоа се средствата од Светска банка, околу 260.000 евра, што ги добиваме како рурална општина. А аплицираме во Агенцијата за финансиска поддршка и па фондовите имаме добиено решенија за 2 пата кои ќе бидат асфалтирани. Арбанашко-Деловски преслав во должина 3 км и 2 км од Бајловски пат до село Цвиланце. И преку регионот исто заедно со Куманово аплициравме, регионот аплицираше и го добивме патот Четирце-Никојски пат во должина од 2 км. Така да моментално е во изготвување тендерската постапка и мислам дека до година веќе ќе ги имаме тие асфалтирано патишта, што за една општина како Старонагоричане е доста добро. Денот на општината заедно со културно-уметничка понуда беше одлична можност и за пуштање во употреба на плоштадот во Старонагоричане. За денот на општината ќе биде одржана и акција за дарување крв на 17 ноември во тренинг центарот Млади за млади од 10 до 14 часот. За многу години. Општина Крива Паланка во рамките на програмата за тековно одржување изврши санација на оштетени асфалтни површини на делови од повеќе улици во градот. Во тек е крпење на ударни дупки долж главната улица Свети Јоаким Осоговски и на улицата 8 октомври, а асфалтиране дел од улицата Јане Јакимовски и местото викано Амбар. Во рамки на програмата за тековно одржување локални патишта за 2015 година, локалната самоуправа на општина Крива Паланка изврши санација на оштетени асфалтни површини на повеќе локации во градот. Асфалтирани се делови од улици и повеќе градски улички. На барање на граѓаните од Амбар Мало, во изминатиот период беше отстранета дотрејната оштетена калдрма, а двата крака од пристапната улица се асфалтирани. Ова е од програмата на тековно одржување на улиците во Крива Паланка, веќе еве при крај се работите во централното градско подрачје, во местото како што ние Кривопаланчани го викаме на Амбар, го асфалтираме овој дел. Тука имаше порано неквалитетна камена калдрма и имаше реакција од граѓаните да се смени тоа. Излеговме од страна на општината Крива Паланка со екипа, увидовме, направивме увид дека ова е издржано и еве, ја асфалтираме оваа улица. Мислам дека неколку улици во Крива Паланка ги асфалтиравме во населба Лозаново, 3 улички, ги скрпивме ударните дупки, еве продолжуваме со крпење на ударни дупки. Во сразмерно со средствата кои ќе ни останат од оваа програма, ќе извршиме уште неколку улички да ги доасфалтираме, градски улички кои не бараат проекти и поголеми зафати. Ова се сепак помали површини кои може да се асфалтират од програмата за тековно одржување и ја мислам еве на задоволство на граѓаните овде ќе искочи навистина убаво. Согласно програмата, во тек е крпење ударни дупки на главната улица Свети Јоаким Осоговски и на дел од улицата 8 октомври. Санирани се оштетените површини на главната улица на потегот од Осички мост до Мотел Македонија. Изведувач на градежните работи е градежната фирма Лабино Трейд од Гостева. Санацијата на асфалтните површини на територијата на општината се врши во пресред на предстојниот зимски период.
Секторот за внатрешни работи Куманово го сомничи представникот на стечајните работници на поранешната фирма КПК Куманово Кожара, кој се сомничи дека е оштетил компанијата за износ од над 3,5 милиони денари. Представник на стечајните работници од Кожарско-преработувачкиот комбинат Куманово е осомничен дека за 2 години од магазинот украл роба од околу 3,5 милиони денари. Кражбата ја пријавил стечајниот управник на комбинатот, кој што е во стечај, а полицијата за кражбата го сомничи 61 годишниот стечајен представник. Нему му бил доверен клучот од магазинот на комбинатот, а според полицијата, во периодот од 2013 до 2015 тој континуирано изнесувал различна роба, кожа и кожни производи од магазинот. При претрес на домот на осомничениот и други 3 простории на 3 локации одземени се разни предмети за кои постои сомнение дека се во сопственост на Кожарско-преработувачкиот комбинат Куманово. При претресот пронајдени се повеќе од 100 парчиња машки и женски кожни јакни и бунди, 62 бали разновидна кожа, женски здолништа, женски чанти, кожни елеци, женски и машки пликоа, кожни мантели, паричници, ремени, машини за шиење на кожа, разни делови за машини и многу други предмети. Сите предмети се запечатени, пренесени се во магазинот на фабриката и истиот е пломбиран. По целосно расчистување и документирање на настанот против осомничениот ќе биде поднесена соодветна пријава. Во акција на Управата за финансиска полиција откриен нов голем случај на добро организиран финансиски криминал во кој како главен актер и организатор се јавува СС од Штип, инаку пензиониран полковник на армијата на Република Македонија. Финансиската полиција спроведе предистражна постапка кај фирмите Стар Груп од Скопје, Витамин Ага од Гостивар, Ванекс од Тетово, Златен клас од Куманово, Златен клас Род Куманово и Златен клас Джуна исто така од Куманово, при што откри постоење на основано сомневање за сторен финансиски криминал тежок 935.000 евра. Според податоците од предистражната постапка, 6 осомничени фирми, преку нивните сопственици и управители во изминатите неколку години најголем дел од нивното деловно работење го вршеле незаконски, односно производите кои ги произведувале или увезувале од странство, ги продавале за готови пари на црно без при тоа да ги пресметат и да ги платат даночните обврски кон државата. Најголем финансиски криминал сепак е откриен во кумановските фирми Златен клас Доел, Златен клас Род и Златен клас Джуна. И овде организатор истиот СС од Штип, заедно со неговиот партнер РТ исто така од Штип. Пријавен за овој случај и МП собственик и управител на правниот субјект Златен клас Доел Куманово, кој се сомничи дека во периодот со цел да се стекне со противправна имотна корист на штета на државниот буџет, набавената трговска стока евидентирана на залиха со вкупен износ од 415.000 евра, ја продал за готовински парични средства без при тоа да изготви соодветна документација за продажбата и да плати данок во износ од 116.000 евра. Со 4 поднесени кривични пријави до основните јавни обвинителства во Скопје, Гостивар, Тетово и Куманово за кривичните дела даночно затајување, фалсификување или уништување на деловни книги и помагање на сторител по извршено кривично дело, пријавени, односно осомничени се вкупно 8 физички и 6 правни лица за вкупна штета од 935.000 евра. Завршија годинешниве истражувања на локалитетот Црквиште во Кумановско Клечовце. На овој локалитет, објаснуваат археолозите, може да се види развојот на еден римски град во христијански и да се објасни континуитетот што тој го имал во својот развиток се до 11. век. Завршија истражувањето на локалитетот Црквиште за годинава, информира археолозите од Кумановскиот музеј. Истражувањето на локалитетот Визијанос покажале дека тука постоеле 2 слоја на живење, едниот од 4-5 век, а другиот кон крајот на 11 и почетокот на 12 век. Ова година се работеше на неколку сектори, во самата црква внатре се работеше на делот Северен брод, кој што исто така не беше откриен. Бањскиот комплекс, односно топлиот дел од бањскиот комплекс, да кажеме, калдариумот исто така целосно отворен. Отворен и јатриумот, односно предворието на самата црква и таму исто така откривме интересни наслојувања, еден слој од среден век и еден слој кој што бил дел од римската бања. Делот кој што се користи во средниот век всушност е наследен, некои зидови се наследени од римската бања и се преадаптирани за да се користи црквата. Исто така работевме и надвор од самата градба, значи покрај низиниот западен зид и ги откривме западните простори, односно ложиштето преку кое доаѓал топлиот воздух за подното грејање во бањата. Археолозите работат на овој локалитет веќе 3-та година со поддршка на Министерството за култура. Станува збор за значаен локалитет кој опфаќа површина од 14 хектари. Веќе 3-та година го работат археолозите од нашиот музеј под раководство на археологот Дејан Ѓорѓиевски. Овој проект го работиме со поддршка на Министерство за култура и со личната поддршка на министерката, морам да кажам, бидејќи таа ни беше во посета.
виде што се случува овдека, бидејќи се пред 2 години ја откривме рано христијанската базилика, а минатата година се отвори римската бања терма, на која што и оваа година работат археолозите и имаат навистина интересни откритија. Објектот има две фази на градење, рано христијанска од 5 век и втората од 11 век и е од средно-византискиот период. Локалитетот Црквиште, како што информираат надлежните, нуди можност да се открие развојот за еден римски град во христијански и да се објасни континуитетот што тој го имал во својот развиток се до 11 век. Станува збор за една од најстарите градби во Македонија, лоцирана на пристапен терен и особено, многу значајно, што локалитетот се наоѓа во близина на атрактивни туристички дестинации во Кумановско, како и во близина на патот што води кон соседна Бугарија. Доколку се открие, локалитетот ќе привлече голем број домашни и странски туристи. На градскиот плоштад во Куманово се одржа хепенинг, односно проект едукација за подобрување на условите за имплементација на програмите за превенција од ХИВ на ниво на заедницата. Станува збор за програмата која во Куманово се имплементира од 2005 година, а која досега низ цела Македонија има опфатено 299 корисници. Во Куманово се одржа ХИВ караван, односно програма која што се имплементира во повеќе градови во Македонија. Оваа програма во Куманово се имплементира од 2005 година. Инаку тема на овој проект е одржување на ниска преваленца на ХИВ во Македонија, одржлив развој за стапување комуникација и социјална мобилизација. Целта на овој настан е граѓаните на општина Куманово да бидат поблиску до програмите за одржување на ниска преваленца на ХИВ во Република Македонија и да ги поддржат бидејќи тие се за нивно добро. Инаку програмата опфаќа бесплатно советување и тестирање, едукација, како и давање на информации за ХИВ, хепатит С и хепатит Б. Со оваа програма досега се опфатени 299 корисници. Тимот кој работи на оваа програма е составен од координатори, теренски работници, медицинско лице, социјален работник, советувачи, лаборанти и волонтери. Во склоп на едукацијата на учесниците им се делеа хигиенски пакети. Како поддршка на оваа програма, неколку кумановци ќе пеат на градскиот плоштад, а ќе биде прикажана една драма поврзана со оваа тема. Инаку овој настан е во организација на невладината организација Интеретник од Гостивар од страна на Министерството за здравство, а поддржан од Глобал фонд. Организација на Ромскиот младински центар од Куманово во гимназијата Гоце Делчев се одржа настан насловен Жива библиотека по повод 11 ноември, ден на ослободување на градот. На овој настан збор земаа борците кои учествувале и дале придонес за градот да биде ослободен. По повод 11 ноември, ден на ослободување на град Куманово, Младинскиот ромски центар организира проект насловен како Жива библиотека. Жива библиотека е отворен јавен настан и се состои од збирка на луѓе кои ќе споделат својата приказна со други. Посетителите на Живата библиотека може да ги поземат живите книги кои ќе бидат достапни за настанот и да слушаат за борбата и жртвувањето од самата книга. Преку овој настан посетителите има можност да дознаат нешто повеќе за личноста која се наоѓа зад насловот. Токму денеска по повод ослободено Куманово, живи книги ни се преживеаните борци, па така имаме 3 живи книги. Жена борец на 16 години, прв борец на ослободено Куманово, плач и врескање. Инаку на овој настан своје искуство споделуваа борци кои на младите им раскажуваа како се бореле за ослободување на градот. Во градската библиотека при Националната установа Центар за култура во Крива Паланка беше промовирана збирката интервјуа со наслов Како ги заработив првите пари од Александра Велинова Радевска. Пред кривопаланчани беа презентирани дел од искуствата на познатите во однос на нивната прва заработувачка. Во градската библиотека Коча Рацин при Националната установа Центар за култура пред кривопаланчани беше промовирана книгата Како ги заработив првите пари од Александра Велинова Радевска. Делото е компилација од 70 интервјуа на јавни личности од културно-забавниот, дипломатско-политичкиот и спортскиот живот, направени во текот на 2013 и 2014 година. Искрено сум изненадена од интересот и посетеноста. Генерално од интересот за оваа книга не очекував дека после 4 месеци ќе доживее и второ издание, од кој има уште неколку примероци. Ме радува за тоа што постои сепак и македонската читателска публика интерес за дела од македонски автори.
пред се благодарност до Домот на културата за одлично организираната промоција, затоа што ова пред се отстапен простор на македонски автор за промоција на македонско дело, затоа што постојано знаеме да кажеме нели дека се читаат странските автори, а македонските не. Темата е во дослух со она што се нарекува тренд на денешното живење. Парите од една страна како потреба за екзистенција и како крвоток на постоењето и развојот на современиот свет од друга страна. Во таа насока книгата има едукативна компонента, наведува рецензентот професор доктор Вела Смилевски. Ова книга, откако ќе ја затворите и последната страница, не учи на тоа како дека треба да се градат работни навики од мали нозе, дека не треба да се срамиме од ниедно честно заработена пара, дека родителите треба да инвестираат во воспитување на децата, а не обезбедување материјални добра и дека пред се треба да бидат истрајни. Можеби самото динамично време во кое живееме се рефлектира на нивниот карактер и ги прави нетрпеливи, ги прави неистрени, меѓутоа не за џабе нашиот народ рекол трпение спасение, ништо не може преку ноќ. Доколку сакаме успех на долги стази, треба да се гради на цврсти темели и чекор по чекор, за да не се сруши како кула од карти. Александра Велинова Радевска е родена 1984 година во Велес. Во 2009 година дипломира на правниот факултет во Скопје, студии по новинарство. Во изминатите 10 години работи како телевизиски водител и новинар, а до сега ги има издадено стихозбирките со наслов Најубавите години, Од дното на душата и Стапки во пустина, члена на Друштвото на писателите на Македонија. Во сабота Кратово, четврта година поред, ќе биде домакин на манифестацијата Компиријада Кратово 2015. Настанот е под покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со цел промоција и презентација на единствениот кратовски компир како наше земјоделско и гастрономско обележје. Градскиот плоштад во Кратово предстојната сабота од 11 часот ќе биде место каде ќе се презентира и дегустира препознатливиот за ова поднебје кратовски компир. Четврта година поред под покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и локалната самоуправа на Кратово ќе се одржи манифестацијата Компиријада Кратово 2015. На изложбените штандови ќе бидат представени разни сорти на компир и специјалитети направени од компир, а за најуспешните следуваат награди. Овој земјоделски производ е одгледан во еколошки чиста средина и е неизоставен дел од секојдневната трпеза во Кратово и околината, а манифестацијата е во насока на промоција на истиот, но и дружење на граѓаните и туристите во градот. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски информира дека ќе се продолжи рокот за комплетирање на поднесената документација, како и нов рок за поднесување барања за легализација на дивоизградените објекти. Владата нуди нови можности за граѓаните да ги легализираат бесправно изградените објекти. На последната седница бе изготвени измени на законот со кој се предлага продолжување на рокот за комплетирање на поднесената документација, како и нов рок за поднесување барања за легализација на дивоизградените објекти. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски информираа дека со измените се предлага рокот за поднесување барања да продолжи до 31 март 2016 година, а за оние кои веќе имаат поднесено барање да може да достават геодетски елаборат до 31 декември 2016 година. Сите граѓани кои не поднале барање за легализација сега повторно имаат можност до 31 март следната година до општините каде е изграден објектот да поднесат барање за легализација на дивоизградениот објект. Услов е објектот што е предмет на легализација да е изграден заклучно со 3 март 2011 година, рече Мисајловски. Првичниот рок за доставување на геодетски елаборати истекуваше на 31 декември оваа година. Мисајловски истакна дека ова е барање на граѓаните и очекува голем број нови барања за легализација на дивоградбите. Трпевски информира дека во првичниот рок од 2 март до 3 септември 2011 година за поднесување барање за легализација на дивоизградените објекти беа доставени 360.000, од кои за 175.000 се поднесени елаборати, а запишани во катастарот и легализирани се 135.500 барања.
2 дена Прага ќе биде домакин на 2 настана. Дводневната конференција Пражки европски самит и состанокот на министрите за надворешни работи на 13 земји, на кои ќе се разговара за миграцијата и проширувањето на Европската унија. Свето денеска. Главни теми на состанокот на земјите од В4 и Балканот, на кој ќе учествува и министерот за надворешни работи на Велика Британија Филип Хамонд, се проширувањето и миграцијата. Низ земјите на Западен Балкан до Европа се упатуваат најголем број на беглци кои се главно насочени кон Германија, а нивниот прилив не запира дури и со приближувањето на зимата. Еден од главните настани е и подпишувањето на договорот за основање фонд за Западен Балкан од Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, како конкретен чекор кон зајакнатата регионална соработка по примерот на Вишеградската група која беше создадена во 1991 година. Вишеградскиот фонд е меѓународна организација со седиште во Братислава која ја финансира 4 членки. Целта на фондот е да помогне и да промовира развој и поблиска соработка меѓу граѓаните и институциите во регионот, како и меѓу земјите од В4. Македонската делегација предводи министерот за надворешни работи Никола Поповски, кој заедно со министрите од Западниот Балкан ќе учествува и на панелот со тема како да се рестартира очекуваниот процес на проширување на Европската унија во Западниот Балкан. Пражкиот европски самит е организиран од страна на конзорциум од 3 водечки чешки истражувачки институции и think tank организации, Институтот за меѓународни односи, европски вредности и Институтот за европска политика Европеум во соработка со Министерството за надворешни работи на Чешка и на Канцеларијата на Европската комисија во Прага. Втората годишнина од самитот е планирана за јуни 2016 година со учество на министрите на В4 и земјите од Бенелукс. Вработените во државниот и приватниот сектор во Грција денеска излегуваат на штрајк поради кој државните служби нема да работат, а во прекин ќе биде и дел од транспортот. Ова е прв генерален штрајк во земјата против мерките за штедење од почетокот на 2014 година. Во штрајкот учествуваат и лекари и медицински сестри, така што болниците ќе работат само со неопходен персонал, а затворени ќе останат и аптеките. На работа нема да се јават ниту наставниците, вработените во затворите и судиите. Авиодиспечерите исто така ќе прекинат својата работа, но за сега не е објавено дали нивниот штрајк ќе трае 24 часа. Движењето на меѓуградските возови, тролејбуси и фериботи ќе биде парализиран. Метрото ќе работи со исклучок на линијата што оди до Атинскиот меѓународен аеродром, а ќе работи и железничката линија меѓу Пиреја и Кифисија. Се очекува центарот на Атина да се соочи со големи проблеми во сообраќајот затоа што најголемите синдикати ГСЕЕ и АДЕДИ организираат марш кој ќе почне во 11 часот и чија крајна цел е плоштата од Синтагма пред грчкиот парламент. Словенечкиот министер за надворешни работи Карл Ерјавец изјави денеска во интервјуто за Виенски пресе дека бранот бегалци нема да запре во текот на зимата и најави дека неговата земја во иднина ќе ги враќа имигрантите и оти нема да прифаќа бегалци кои евентуално во Словенија би ги протерувала Германија. Не се работи за никаква ограда, туку за техничка бариера која треба да овозможи полесна контрола на бегалскиот бран како и регистрација. Во минатото Хрватска целосно неконтролирано испраќаше групи бегалци во Словенија, појасни Ерјавец. Тој изрази жалење што не било возможно од Хрватска се до самитот ЕУ Западен Балкан во Брисел да се добиваат информации за бегалците. Според него Хрватска досега се придружува до договорот и соопштува кога групите бегалци доаѓаат на границата. На констатацијата дека тогаш не се потребни бариери, Ерјавец рече дека бранот бегалци уште долго ќе трае. Единствениот македонски представник во Еврокуповите тимот на Куманово вчера вечер на гостувањето во Полска го претрпе вториот пораз во ФИБА Еврокупот во третото коло, од групата Куманово загуби од Роса Радом со 84-75. Единствениот македонски представник на Еврокуповите, тимот на Куманово вчера вечер на гостување во Полска го претрпе вториот пораз во ФИБА Еврокупот. На третото коло од групата Куманово загуби од Роса Радом со 84-75. Домаќините клучната разлика направија во првото полувреме, кога македонскиот вице шампион покажа слаба игра. Во првите 20 минути Роса Радом имаше предности од 16 поени. На стартот на второто полувреме Куманово започна да го намалува убедливото
водство на противникот, но на крајот сепак немаше сила за конечен пресврт. Најстакнати кошаркари во редовите на Куманово беа Урош Луковиќ со 27 поени и 12 скока и капитенот Костовски со 16 коша и 9 асистенции. Следниот дуел на кумановци во оваа надпреварување против Турк Телеком во среда на домашен терен. Македонскиот ракометен представник во Лигата на шампиони Металург денеска попладнево во рамки на 7-то коло од елитното надпреварување беше домаќин на Мотор и покрај пожртвуваната игра загубивме со 23-21. Вардар сабота ќе гостува на Барселона. Со одигрување на два надпревара синоќа почна 7-то коло од ракометната лига на шампиони кај мажите. Во групата Фленсбург на домашен терен го совлада Загреб со 28-27, додека Порто како гостин славеше минимален триумф на Татран Прешов со 25-24 во дуел од групата С. Од македонските представници во ова коло Металург денеска од 17:45 го пречекува украински Мотор, додека Вардар во сабота и гостува на Барселона. Останатите двојки за 7-то коло од елитното надпреварување се Кил ПСЖ, Висла Бешикташ и Целје Веспрем. Во Б групата покрај Барселона и Вардар ќе се сретнат и Пик Сегет и Кристијанштад, Монпелиер Рајнекер Левен и Колдин Киелце. Во С групата ќе играат Војводина Мешков Брест, Лариоха Чеховски Медведи. Во Д групата покрај Металург и Мотор ќе играат и Баја Марес Киен и Кадетен Шафхаузен Елверум. Македонската фудбалска репрезентација на националната арена Филип II одигра пријателски надпревар со Црнагора, успеавме да славиме со 4-1. Двете репрезентации зад себе имаат неуспешен квалификацијски циклус и ова беше можност со добар резултат да се врати самодовербата кај играчите. Тоа и успеа на Македонија. На клупата на црвено-жолтите дебитираше Игор Ангеловски, кој најави дека по доаѓањето на селекторската функција ќе работи на подигнување на атмосферата во националниот тим, а најави и поофанзивна игра. Оптимизам владееше и меѓу македонските фудбалери кои што со победа ја продолжи успешната резултатска серија на контролните надпревари на домашен терен. Македонија покрај овој дуел во вторник има уште еден тест меч против Либан со почеток во 13 часот. Со надпреварот Норвешка-Унгарија во Осло започнуваат дополнителните квалификации за пласман на Европското првенство во Франција. Ова се вестите од меѓународниот спорт. Со надпреварот Норвешка-Унгарија во Осло започнуваат дополнителните квалификации за пласман на Европското првенство во Франција. Босна и Херцеговина и Република Ирска ќе играат во петок, а во сабота на програмата се надпреваруваат Украина, Словенија и Шведска, Данска. Реваншите ќе се одигруваат од недела до вторник, кога ќе биде комплетиран списокот на учесниците на Евро 2016. Норвешка-Унгарија, доколку има само малку среќа, веќе ќе можеа да бидат на Европското првенство. Вака еден од овие две селекции нема да ја види Франција. Норвешка има само едно учество на Европско првенство, и тоа во 2000 година, додека унгарците учествуваат два пати на континенталните шампиони во далечните 1968 и 1972 година. Норвешка во последниот меч од групата до 73-та минута имаше предности против Италија, но затоа азурите направија пресврт и директно на Европско првенство ја испратија Хрватска, а Норвешка ја турнаа во баражот. Унгарија пак неколку секунди ја делеа од второто место во групата, но голот кој Селчук Инан го постигна против Исланд значеше дека тие ќе мора да играат дополнителни квалификации. Фудбалерот на Манчестер Сити Серхио Агуеро обелодени дека влегува во завршната фаза од рехабилитацијата, така што аргентинецот наскоро ќе му биде на располагање на тренерот Пелегрини. Викендов има пауза во националните првенства поради репрезентативните настапи, што значи дека голгетерот има дополнително време да се врати во форма пред дербито со Ливерпул закажано за 21 ноември. Се чувствувам многу добро, почнав со целосни тренинзи и веќе влегувам во последната фаза. Очекувам за 10 дена да бидам во топ форма. Тоа е сосема доволно време и сигурно ќе бидам подготвен за дерби средбата со Ливерпул, изјави Агуеро. Тој се повреди минатиот месец при настап на аргентинската репрезентација. Времето во Македонија беше претежно сончево со мала локална облачност и со слаб ветер од северен правец. Продолжува периодот на стабилно и суво време.
Со информацијата за времето го завршуваме овој дневник. Останете со К3 и имајте пријатна вечер.